Добродојавте во 108-то издание на Комкаст, подкастот за медиуми, маркетинг, технологија и култура. Односно, оваа сезона ние си го викаме подкастот кој што третира теми во областа на дигитална трансформација. Токму така, од 10 епизоди веќе поминавме 2, во кои што зборуваме за различни сегменти од дигиталната трансформација. Зборуваме со луѓе, зборуваме сами, односно јас сам, меѓутоа зборуваме и го правиме сето ова во партнерство со A1 Македонија, компанијата која што има најбрзата мобилна мрежа на територија на Република Македонија. Нормално според мерењата на АЕК. Оваа епизода, пак ќе кажам ако не кажам за сега 108 поред, ќе зборуваме со гостин, а гостинка ни е Мартина Наумовска, девојка која што всушност е data scientist, и научник за обработка на податоци. Не знам дали тоа е добро преведено или не, меѓутоа зборуваме за употребата на податоците, за важноста на податоците, зборуваме за стратешкиот пристап кон обработката нивна и како што реков и во првата воведна епизода за тоа што е дигитална трансформација. Податоците ни се новото new oil, како беше data is the new oil. Така и го започнуваме овој момент. Да не должам премногу, за Мартина може да прочитате на секаде, таа е коосновач на Академијата за Data Masters, која што всушност е дел од компанијата Data Masters, со многу меѓународно искуство и образование, која што е вратена во Македонија и неуморно граби во ова поле. Пред да се префрлиме на муабетот, нормално морам процедурално да кажам like, subscribe, follow, listen, кој да копче го гледате околу вас, за да може да ги гледате следните епизоди на Комкаст. Може да не следите на komunikacije.net, да се претплатите на нашиот ньюзлетер, во кој што покрај Комкастот ќе го добиете и прегледот во петок, нормално, секој петок. Ајде да видиме сега. Ќе започнеме од клишето. Значи, data is the new oil. Јас ова го слушам и го слушав веќе години наназад. Беше хит на конференции, луѓе зборува, беше на као мантра на бизнисмени и слично. Ама ајде да се обидеме да малце преминеме преку клишето и да се обидеме да го објасниме што за тебе, за вас, како научници од областа, како луѓе што со податоци, всушност представува оваа што и да е парадигма, како и да се вика, не знам, клише. Фраза. Клише. Да. Што представува? Види, датата у принцип е како еден нов начин на тоа како гледаме одредени работи. Например, датата во моментот представува се што ти размислуваш и правиш. Значи, ако го соберам, моите акции, значи, преку ден станувам са бајле, мијам заби, го проверувам телефонот, Facebook, палам, идам на работа, слушам подкаст, што и да е, тоа се генерира дата. И ако некој седне да ја анализира, може комотно да го фати мојот behavior, че како јас размислувам, што правам и така натака преку одредени податоци. Фактички датата е некој нов прозорец кон луѓето во моментот. Значи како некој би ги гледал луѓето преку одредени постапки кои што ги прават, кои што генерираат дата. Значи не е ниту science fiction, не е ниту толку бигова deals и така нешто, дата science. Фактички само една алатка на пренесување на информации. Информации генерираме сега заради тоа што многу повеќе имаме дигитални touch points. Така. И оставаат трага. И веројатно заради тоа денеска имаме шанси да имаме толку повеќе податоци. Она што го кажуваш ти, мене ме потсетува на моментот на тоа дека на времето на истражувања кој викавме, а што правиш ти рано на саба? Или се нормално како по учебник, ние се викавме, па прво станувам, па отварам прозор, па мијам заби, па не, први взимаш телефон и гледаш и ако те праша некој што први не отвараш, ти ќе се помислиш и ќе речеш чеке паметен одговор да дам сега. Големите компании денеска не знаат многу подобро од тоа што самите се знаеме. Така. Најчесто. Толку? Ја не сум, мислам, како некој што работи во светот на датата веќе последниве, не знам, 7, 8, 9 години, доколку имаат ресурси за аналитичко, значи да ги гледаат податоците не само од аспект на тоа дај да ги соберам податоците па ќе видам што ќе правам со нив во животот, него ако имаат стварно дедицирани тимови кои што работат со истите, дефинитивно повеќе не знаат него ние самите што се знаеме. Бидејќи не размислуваш, ти кога ќе го отвориш телефонот и ќе скролаш на Facebook, ти не размислуваш дека скролаш на Facebook. Ти викаш ајде да видам сега ја што има ново на Facebook. Фактички колку време стоиш на одреден дел на Facebook, што лајкуваш, у кое време го отвараш телефонот, колку си спиел и така натака, дефинитивно не знаат
повеќе, не подобро, али повеќе од ние што се знаеме себе си. Компании и организации собираат податоци со години. Мислам, не е ништо ново, Така не е. е ништо вау спектакуларно. Рековме дека заради дигитализацијата всушност имаме многу повеќе места каде што оставаме ние дигитални траги. Ако сме да речеме компанија која што има традиционален бизнис модел до сега и Така. не се потпирала толку многу на да речеме тие податоци и дигитализација и слично. Во која фаза треба да почне или во која фаза веќе почнува да размислува за управување или на ниво на стратегија, чекај нешто да видиме податоциве сега тука да ги ставиме во игра? Ова е многу добро прашање. Ја најчесто кога разговарам со клиентите, затоа што они истото го прашуваат, ја викам тоа е како почнување на диета. Значи нема кога да почнеш со диета. Со диета почнуваш у моментот кога ќе решиш дека треба да промениш нешто во начинот на живот. Исто и со користење на податоци. Значи доколку се една компанија собира податоци и генерира одреден волумен на податоци, трансформацијата во тоа што во Македонија се вика дигитална компанија значи се почнува во моментот кога некој поседува одреден број на податоци. Не е важно дали се мал број на податоци или голем, затоа што поставувањето на инфраструктура во одредена компанија, не само технолошка инфраструктура, него и менталната хигиена која што требаат луѓето да ја имаат, за да знаат и да сторираат податоци, да ги чуваат и да ги обработуваат. И не само тоа, него и да ги прочитаат, затоа што ја можам да кажам, да искалкулирам одреден индикатор на revenue, ако некој не знае да го прочита и да, што би рекли американците, to act upon it, за џабе податоци, за џабе целата мака, така да една компанија треба да е спремна не само да ги обработи податоците, ама и да ги користи во секојдневните донесување на одлуки. Одма. Ако беше тоа прашањето. Одма. Значи, во моментот кога ќе помислат дека треба да се дигитализираат, значи веќе да имаат собрано податоци. Да, значи по можност, ако не барем да имаат стратегија како да соберат податоци, што е исто многу важно. Тоа е првиот чекор во целиот процес. Слушам. Значи, ако нема податоци одредена компанија, треба да се направи цела стратегија на тоа како се собираат податоците. Значи, кои се тие платформи, односно од каде се генерираат податоците, колку тие податоци се reliable или не се, доколку не се, како ќе се чистат за да можат да се донесат од првиот стадиум до понатака аналитичкото размислување во компанијата, дали тие податоци ги одговараат прашањата кои што им се потребни на бизнисот. Значи, тоа е многу важен дел. Затоа што ние ако собираме податоци кои што немаат доперна точка со бизнисот која што работи компанијата, за џабе ги собираме податоците. Тоа од една страна, а од друга страна компаниите не смеат да се плашат, што е случај и тука во нашата држава, кога собираат премногу голем број на податоци. Затоа што тогаш доаѓа една паника, еве сега што ќе им правам? Ја знаеш ли ти колку тоа податоци, едно море, не знам да се справам и така натака. Така да и ако компанијата се наоѓа во делот на тоа немам податоци како да се справам, има начини, значи се наоѓаат платформи, ресурси и така натака кои што се бават со таа дејност, и ако се наоѓаат од другата страна, тоа е имам премногу податоци што да им правам, и за тоа има решение, и за тоа се прави план, се прават така наречени data warehouse, data lake-ови, за виси што е потребно на компанија, и се почнува во процесот на data driven одредена data driven компанија или заедница така. Добро, има некои, да речеме, пристапи кои што викаат не знам што ќе правам со податоците, ама нека ги има. Јас ќе ги собирам, нека ги има, нека се трупаат тука, ефтини се нели складирачките капацитети, нека ги има. Колку е тоа паметно? Колку е тоа решение на она што понатаму треба да се случи? Тој пристап, да речеме, во работата. Во принцип податоците нека ги има е окей решение само од една перспектива, а тоа е дека тој дел на како да соберам податоци е веќе завршен. Значи, само за тоа е добро. А според мене да чува некои податоци и да не ги искористи во донесување на секојдневни или предиктивни одлуки во една компанија е изгубен потенцијал. Затоа што јас можам да донесам одлука врз база на gut feeling, значи врз база на како или искуство и така натака, но кога ќе видам одредена аналитика која што се случувала низ историјата, не мора да биде 5 години назад, него пресната 2 недели, моето донесување на одлука е многу по валидно и многу поиздржано него, па јас сега така станав са бајле и си замислив и си помислив и си реков да ја донесам одлука, да ја донесам.
Ама Така да- директорот ако сака црвена боја, податоците викаат дека зелената повеќе реагира. Види, податоците викаат дека зелената реагира. Сега директорот ако сака, ја тука, знаеш. Во принцип, секој искористување, правилното искористување на податоци во една компанија е многу важен дел. И според мене тоа е не може одредена компанија да биде конкурентна на пазаров, поготово затоа што имаме отворен пазар во моментов, значи не е тие 5 фирми удржава, па Така. тоа е. Мислам дека е изгубен потенцијал. Значи не можеш да бидеш конкурентен на пазарот доколку не донесуваш одлуки врз база на податоци во денешно време. Затоа што се случува толку брзо, толку нема компанија толку голем број на ресурси за да сите толку многу мислат, за да донесат толку многу одлуки колку што реално датата може да ти ги даде на тацна. Во една ваква ситуација, кој внатре во компанијата или надвор од компанијата всушност е одговорен или треба да биде одговорен за да се грижи за тој стратешки пристап на собирање, обработка и употреба на тие податоци. Значи какви се сценаријата со кои што вие сте имате искуство и кое да речеме ако постои или од искуство или од теорија некој најсоодветен модел? Значи зависи од колку е голема компанијата. Значи зависи ако зборуваме на пример за компании како што се банки, во банките се градат едни цели нови сектори кои што се нарекуваат data governance сектори. Значи тоа се луѓе кои што прво и се грижат за тоа што податоци влегуваат во банка, како истите се користат, дали се достапни и до кој податок во кој департмент е се достапен, зашто не би требало сите све да видат нормално. И во таа да речам структура на data governance доаѓаат data аналитичари, доаѓаат data scientists, machine learning инженери, BI спешалисти и така натака. Значи, но тоа е се во еден обрач на data governance модел кој што се грижи не само за тоа како се собираат податоците, него што и се прави со нив, бидејќи податоците се опасна алатка. Ако некој од, не знам, продажба види податоци од маркетинг, тоа може да не е добро за одредените случувања кои што да случат, или финанси, или дали сите треба да ги гледаат финансиските индикатори од една компанија и така натаму. Значи тоа е за големите компании кои што имаат ресурси да прават нови департменти и така натаму. Помалите компании, значи оние кои што се small to medium companies, во принцип компаниите не се свесни дека во самите нив имаат секогаш еден човек кој што и како знае да работи со податоци. Значи тоа ние ги викаме неискористени потенцијали. Значи зашто? Затоа што плюс минус секоја компанија има еден дата аналитичар. Ако не дата, бизнес аналитичар има еден сигурно. Што тоа е тој што зборува со бизнисот, па што сакаш, па како сакаш. Тие се луѓето кои што најдобро можат да објаснат што на компанијата или на клиентот му е потребно од аспект на end goal и можат многу добро да пренесат информацијата на интерниот тим кој што ќе работи со податоци или екстерниот тим, за да се знае која е главната цел на тие податоци. Затоа што обработката на податоци без цел на крај е само изгубено време. Значи, и затоа е многу важно и доколку компаниите решат да работат со екстерни тимови, тоа е многу коректно и многу е окей, но секогаш има еден човек во компанијата која што е бриџот помеѓу бизнис секторот и она која што консултантите или екстерните дата тимови ќе го работат за да таа цел која што он ќе ја постави како дел од компанијата се биде обработена преку податоци. Во едно интервју што го читав со тебе на некој од локалните сајтови, прочитав дека покрај науката која што ја работиш и која што се унапредуваш во вештачка интелигенција, обработка на податоци, програмирање и слично, работава сега и овој сектор во кој што делувате ти помогнува многу повеќе да научиш и за бизнис. Да, дефинитивно. Значи, јас можам да го кажам тоа и од наша перспектива како маркетери, дека како дигитални маркетери излеговме надвор од социјал и другите приказки, дека многу повеќе мораше да научиме бизнис за да може да го преточиме бизнисот во маркетинг после тоа. И еве го гледам сега тоа и кај вас. Која е позицијата сега на вашата компанија, на вашата експертиза, да кажеме, на луѓето со ваша експертиза? Дали се на ниво на консултанти или засукуваат ракави, седнуваат и куцаат кодови, прават модели, така натаму? Јасно. Ние менуваме у принцип целата дефиниција на тоа што е консултант. Значи консултант во очите на повеќето е човек кој што влегува во компанија, седнува со директорите, си прави муавет, пишува документација и си оди и пие кафе.
У принцип, ние не правиме, ние сме консултанти под една многу различна дефиниција, тоа е дека правиме цела обзервација на една компанија и за тоа е многу важно да го разбереме бизнисот. Потоа правиме, скецираме решение како таа компанија може да дојде до посакуваниот резултат и правиме имплементација на истото. Со тоа што бидејќи сме за нас едукацијата е многу важен дел од сето тоа што го работиме, ние вложуваме во нашите клиенти за интерна едукација на нивните кадри, за да тоа решение кое што ќе се постави од нас или од некој друг, потоа може да биде одржувано од самата компанија. Фактички компаниите не сакаме да ги правиме зависни од нас или некој друг аутсорс или nearshoring тим, не е важно. Така да, тоа е, ние пробуваме веќе, која е трета, четврта година, колку што е Data Masters, да ја промениме перцепцијата на тоа што е консултант. Значи, ние изборуваме со бизнисот и засукуваме ракави, правиме и модели за предвидување и така натака, и правиме тоа што е многу интересно, правиме цела една инфраструктура во една компанија. Затоа што да се направиш модел за предвидување не може секој, или можат повеќе, а тој модел да го видиш животот и да се употребува и некој да знае да го одржува и да го подобрува и така натака, е тоа наша една од специјалностите која што ние ги ја нудиме како тој тип на нов тип на консултанти, кој што во моментов поготово на западот е така многу. Жестока е конкуренцијата, жестока е борбата, има многу компании и професионалци кои што влегуваат сега, да речеме, на јуриш во оваа приказна, или веќе е добро позиционирана, нели, оваа нишка во целата индустрија? Тука или надвор? Надвор. Вие работите доминантно надвор, колку што знам. Да, ние работиме и со компании тука, но доминантно сме надвор. Во принцип, ја бе почнала од тука, значи ние кога се основаше Data Masters, во Македонија не постоеше, имаше некакво знаење за бизнес интелидженс, Data Science беше нешто што се прави во Америка и не само што немаше знаење, него немаше и кадар. И тоа беше едно од нашите најголеми предизвици. Значи, не е само да најдеме клиенти, него тие клиенти треба некој да ги работи. Така се случи и Data Science Академијата, и затоа беше и направена и у моментов се уште од B2C, затоа што ние моравме да направиме некаков тип на курикулум, кој што внатрешните луѓе ќе ги едуцираме, убаво беше да го дадеме на пазарот, затоа што секој кој што сака да научи е more than welcome. Тоа е и во Македонија во последниве 3 до 4 години, можам више да кажам дека има еден почеток на нешто кое што мислам дека ќе биде Data Science, да речам, заедница или не знам. Има многу интерес од младите студенти, дури и оние кои што на пример се економисти, работат финанси, кои што сакаат да почнат нешто ново, и желбата е многу голема и гледам дека луѓето многу и работат на своите секој на тоа кое што сака да го почне, зашто Data Science е една многу голема област, како економија, што има, а надвор пазарот е жесток. Но тоа кое што мислам дека пробуваме со тешки сили да бидеме различни е како го кажам тоа, значи во се што работиме да размислуваме кога го работиме. Значи да не бидеме manufacturing на луѓе и на код. Ја ги викам IT шевални тие. Така, ја ги викам така, ама ја викам сега да не. Еве од мене нека дојде. Затоа што мислам дека е многу важно и кој клиентот кога одиш да разбере дека ти живееш во неговите кондори. Значи затоа што сакаш да му помогнеш, не да му сработиш нешто. Така да конкуренцијата е голема, што е супер. Затоа што ако нема конкуренција, нема пазар. Ама и е challenging, затоа што 2 дена да не учиш, третиот више излегло нешто ново. Спомна економисти и знам дека нели луѓето што работат економија и што нели се интересираат почнуваат сериозно да размислуваат у овој дел со анализа, податоци и така натаму. Постои ли некаква предиспозиција што го става едниот или другиот тип на, да речеме, едуциран кадар во предност кога станува збор за дата аналитика, во смисол на тоа дали си дојдеш како економист или дојдеш како програмер, како техничко лице условно речено и влегуваш во оваа приказна? За секој има место. Значи Data Science како Data Science, ако првото нешто кој ќе отвориме, пишеме на интернет Data Science, искача една слика со 3 топчиња вака. И 3 топчиња вика бизнес, technology and math.
И тоа се трите компоненти на data science. Од што и да доаѓаш, треба да доучиш две. Значи, ако си економист, имаш добро математичко и статистичко знаење и имаш бизнес знаење во доменот, значи, банкарскиот, финансискиот сектор. Треба да доучиш IT. Ако си програмер, појма немаш од бизнес, така и треба да го учиш, според мене, потешкиот дел. Така. А ако си бизнес аналитичар, треба да учиш статистика и математика и треба да учиш програмирање. Со тоа што најдобрите дата сајентисти не се секогаш најдобрите програмери. Значи, еден дата сајентист е и дата сајентист ако седне и го нацрта решението на папир. Значи, има различни типови, има и дата сајенс инженери, има machine learning инженери, секој ден искачаат нов тип на позиции, појма немам ја више, ама у принцип имаш технички дата сајентисти, математичари, значи моделери, и имаш бизнес ориентирани дата сајентисти кои што исто се дата сајентисти, само што има друг тип на работни обврски. Ке те вратам назад на податоците. Јас се овде имам едно прашање кое што така беше малце гурливо. Ние маркетерите си имаме други проблеми со податоци сега, под влијание на некои законски решенија, да не ги именувам. Во некои од литературите што ги читав јас баш на темиве, пак одат на кај аналитика и дигитална аналитика у мојов домен, у маркетинг доменот, се отвара се повеќе голема дебата околу first party data и third party data. Так. И на интернет предстои голема трансформација од third на first party data под, да речеме, заштита на Google на некој начин, затоа што они се тие кои што сакаат да малтене ги го уништат системот на third party data, пошто они све си имаат сами. Шоки им е друго. Шоки им е друго. Колку често се соочувате вие со овој предизвик и како да речеме гледате на овие работи? Се зависи, па ќе кажам, сега многу е клише, ама се зависи од клиентот. Добро. Значи, во принцип, затоа што ние работиме со клиенти, значи за клиенти. Доколку клиентите имаат можност, така да имаат нивни податоци или се отворени да купат податоци од одредени компании, тогаш ние работиме со истите. Бидејќи и тоа зависи од како се чувствува клиентот и нивниот дата governance внатре. Значи тоа не е нешто кое што ние можеме да кажеме сега ти вака ќе правиш, затоа што на крај на денот бизнес одлука. Но бидејќи работиме на продуктизација и градиме одредени продукти во самата компанија во моментов, можам да кажам дека third party data не е така лоша работа. Значи знам дека у моментов нели си така нешто зборат што ќе правиш ти со моите податоци така натака, али јас сум фан на тој open source community. Значи јас сум фан на тоа дека доколку некој има дата треба да ја сподели, затоа што тоа што можам ја да направам со таа дата не мора да значи дека можеш и ти, не мора да значи дека може колешка и така натака. И така се гради еден комјунити, така би требало така да оди целиот дата science како наука напред. Затоа што ако никој не споделува податоци и ако тие не се publicly available или не се можеш да ги купиш нормално, целата струка ќе биде дефинирана од 5 луѓе. Така од тие кои што ги имаат податоците. Зашто ние без податоци сме, така. Ако немам зашто би требало да соберам податоци ако можам истите да ги најдам онлайн. Се додека е тоа нели со консент и тоа како и да биде. Не навлегуваме таму, не чепка. Така. Али во принцип јас сум лично, зборувам, јас сум многу голем фан на споделување на податоци, многу голем фан на споделување и на код, и на информации, и на research paper, и на истражување така натаму. Така расте одреден комјунити. Супер, баш ме радува тоа. Јас секој пат кога зборувам за решенија, не ретко ме прашуваат и нас клиенти нели за типови на решенија, секогаш одам на приказката, оди на open source решение, затоа што ако ништо друго, прво знаеш дека многу побрзо ќе се развива, и второ не си зависен од еден исти човек од сега па за цел живот. Така, и трето можеш да си пишеш и да си прашаш ако нешто не ти е јасно. Што е многу важно. Спомна нели компании, клиенти со кои што работите. Можеш ли да споделиш, па макар и анонимно, пошто знаеме како изгледаат нели и тие податоци, за искуства на компании кои што знаеш дека благодарение нели на таа трансформација во работа со податоци или дигитализација се промениле значително во својата работа, промениле бизнис модел, направиле некаков пивот или имале значително подобри резултати, да речеме, после имплементација на некој од решенијата со кои што се работеле. Како не, во принцип,
сите скоро. Значи ние работиме во неколку сектори. Значи ние работиме во банкарство, во телекомуникации, во ритейл и во HR, нешто што ни е ново. Во принцип секогаш има трансформација. Значи еве да пробам да дадам еден пример. Например, работевме одреден тип на модел во кој што се предвидува идни финансиски индикатори на одредени компании кога ќе одат во банката да земат кредит. И, значи, банката, тоа беше за странски клиент и странскиот клиент рече, јас сакам, значи имам банка како мој клиент, јас сакам на банката да ја понудам секој пат кога ќе дојде одредена компанија да земе одреден кредит во банката, банката да има можност не само да види што историски таа компанија има, него да биде во можност да направи одреден скоринг модел со кој што би ја го предвидел ризикот на таа компанија со што без, значи сите банки имаат одредени ризици, модели за ризици и така натака што од постоењето на банките, но што банките не гледаат, они не предвидуваат како таа компанија која што ја аплицира ќе се развива во наредната година дена. И например, кога ги изградивме тие модели на ликвидност, на sales, на така натака, многу им помогна, значи имаше целосна трансформација во таа банка. Зашто? Затоа што банката можеше да се поистовети со компанијата кога ќе дојде да земе кредит. И она можеше да види, добро, значи тебе ја претпоставувам дека идната година може да ти падне продажбата, например, така, со одреден процент на веројатност. И ако сакам да ти помогнам, значи не е на крај све бизнес, затоа што они сакаат да ги запознаат своите клиенти, затоа што беше странски, не беше све дај сега да земам ја поише пари да направам. Не, нормално. Него они имаа потреба да ги запознаат клиентите. Значи, кога ќе дојде некој, онда рече, добре, јас сакам да ти помогнам. Зашто? Затоа што ти веројатноста дека идната година ќе ти се скачи, не знам, ќе ти падне селсот, ќе ти се покачи селсот, така натака. Сакам да ти помогнам или можам да ти понудам и така натака. И тука се случи една голема трансформација. И затоа што нивниот ревењу како банка порасна драматично, почнаа да бидат препознатливи. Со тоа дека реално зборуваат, значи маркетингот им беше освртнат на гледам дека може да имаш одреден побарувачка за одреден тип на продукт, бидејќи си купил таков продукт, знам дека си во потешкотија или не си и така натака. И баш се случи оној Customer 360 experience. И тоа многу придонесе до тоа како прво компанијата се позиционираше на маркетот, а второ каков траст изгради со нивните клиенти. Така да тоа се тие трансформации кои што 1, 2, 5, 10 AI модели со добра поставеност можат да направат во една компанија. Веќе еднаш зборувавме, ама ајде ќе те прашам уште еднаш, можеби со малце повеќе детали. Во која фаза еден дата научник или дата scientist почнува да размислува како бизнисмен. Значи почнува да станува повеќе бизнисмен, условно речено, отколку ова друго. Дали сега можеби сте прерано, можеби е кратко, не знам, ама имате од другата страна веројатно и луѓе со кои што се соочувате. Тоа е едното прашање и второ подпрашање, кај кого од другата страна најчесто наидувате на условно речено потешкоти во работата? Значи кој би ви правил обструкција или каде имате проблем да пробиете, да добиете позитивна поддршка од страна на клиентот? Значи кај кои луѓе, да речеме, во самата компанија? Добро. Тешки се, вие знам. Добро, кога дата scientist станува бизнисмен? Види, прво не секој дата scientist сака да стане бизнисмен. Значи тоа е многу важен дел од муабетот. Добро. А тој кој што сака, во принцип, тоа се луѓе кои што после одредена години, значи како ќе мора прво за да некој биде дата scientist треба да има минимум 2 до 3 завршени проекта, успешно зборам од zero to hero. После тоа, за да може да продава, затоа што ти кога одиш кај клиентот, најчесто клиентот не знае што сака. И треба да направиш еден скен и треба да кажеш, добро, ова е можно, ама за да кажеш ова е можно, треба да си го изработил претходно. Така да, откако ќе кажеш ова е можно, после треба да ја продаеш идејата. Така да тоа се некои, чекори. Треба да си многу стручен и да знаеш што не може да си стручен во све. Значи може да си стручен, затоа што дата science е строго поврзано со бизнес. Значи ако банкинг е, например, мојот
личен избор дека сакам да работам дата сайенс во банкарство, за да бидам дел од, за да можам да зборувам со бизнис, треба да имам и како доголемо искуство во моделирање во banking use cases, па да имам неколку искуства во евалуација на банки, за да можам после да одам и да кажам сега според ова ја што го гледам, можам да го понудам, тоест ова и ова ќе биде типот на модел кој што ќе ви го реши проблемот. И тоа се чекорите и тогаш одреден дата сайентист станува поише бизнес ориентат, односно најчесто почнува да менаџира тим позади и он е фронтот и лидерот на еден проект каде што зборува со клиентот, а во спут расте и менаџира одреден тим позади себе. Така да за првото прашање тоа е одговорот. Так. Второто прашање не би знаела да ти кажам. На крај на денот се зависи од човекот. Значи има луѓе кои што се поскептични и најтешкото да се објасни на едрен бизнис што дата сайентист прави е дека не е магија. Значи ние не правиме пуф и моделите почињаат да предвидуваат као баба Вања. Значи, тоа е најтешкото. И најтешкото е на крај да се објасни на крај на денот дека дата сайенс е чиста математика. Значи, тоа не е измишлено, не е тоа, не знам. Така да, луѓето кои што имаат проблем, да не е битно кој дел од бизнисот се, кои што имаат проблем да разберат дека сепак станува збор за бројки, а не станува збор за магија и тоа таму Google што прави. Тие се најтешките за комуникација. Добро. Една од причините зашто го поставив ова прашање, пошто ние имавме не баш толку ретко и не баш толку одамна, чести искуства во кои што се обидуваме да работиме на перформанс. Значи, идеш, пушташ реклами и ја не знам каков одзив ќе има рекламата. Да. Не знам како ќе тргне, како ќе реагираат луѓе и сум спремен да реагирам во живо. Значи, гледам податоци и управувам со буџети, плейсменти, креативи, што и да е. И сега во некоја ситуација доаѓа клиент и ти вика: "Добро, може ли вие пред да почне кампања да ми кажете каде точно колку што ќе се случи?" И вака гледаш, па не, значи ти дај ми буџет, дај ми цел и јас ќе направам се што знам и умеам да извадам максимум од тоа. Така. И фала ти што ми го спомна драгиот ни наш, нели, Google, затоа што сега се повеќе и повеќе Google ти вика: "Не се секири, само остави ми ги парите, ние све знаеме у позадина, ти кажи ми што сакаш да направиш, ти само дај ми доволно пари, све ќе ти направам." Значи не се замарај со ништо. Што е најтрагично, еве следиме и колегите ни светов што прават. И има право, ако му даеш доволно пари, ќе ти ги извади. Работите што не можеш сам да ги извадиш во голем број сценарија, станува стварно паметен и стварно ги вади работите. Нормално му треба време, му треба број на податоци, му треба пари да потрошиш за да може да почне да почне Како човек. работи. Значи, тоа во принцип се може да се автоматизира. Значи, моето одење на работа може да и можам да го автоматизирам. Значи, се може да се автоматизира. Прашањето е колку дали тоа вреди. Значи, на Google му се исплати да го автоматизира, затоа што ние сите плаќаме за да тоа биде автоматизиран. На помали компании, така подобро е, на крај на денот, јас лично не сум фан на... ние не знаеме што се случува позади Google. Значи, тоа е реалната вистина. Не знам. Јас тврдам, од сето искуство до сега што го имам, што може и да не сум управа, но ја тврдам дека дата сајенсот значи моделите не перформираат сами. Значи он ти дава одреден тип на насока. И ти вика, така веројатноста за нешто да се деси или за веројатноста тука ако ги ставиш тука ако се стави буџетот дека ќе дојде до некоја награда, некоја цел. Ама на крај на денот позади тој модел стојат многу луѓе. Значи, што не играат мануелно сигурно, ама статистички го гледаат перформансот на моделот. Така да тоа па не работи само, кој ќе видиш. Значи, па има таму од позади луѓе кои што стотици у Google, кои што го работат и го следат и го подобруваат и така натака. Така да, во принцип, најголемиот проблем, најголемиот, да речам, misconception на сите бизнеси е тоа дека вештачката интелигенција е сама себе доволна. Значи, направи го тоа, таму ти пушти го и он ќе работи и остај го. Не да тоа така. Значи, позади секој AI алгоритам има уште 100 луѓе што го буткаат AI алгоритмот и кажат, ајде, сега можеш ти.
Мислам, што е добро, затоа што иначе AI алгоритмот врши работа за 10.000 луѓе, а реално прави ресурси од 100 луѓе. Значи, тука е зашто нешто се имплементира. Али во принцип дека тоа така све само работи ја. Значи, таа е друга тема која што еднаш ја дискутиравме со Игор од ТаймМК во некој од претходните емисии, зборувавме баш за алгоритми и за иднината. Мене особено на некое друго ниво лично тие алгоритми ми се обсесија и влијанието нивно во општеството. Дефинитивно. Затоа што цело време ние се расфрламе со алгоритми, со чудове, со вештачка интелигенција, па иднината била таму, па ова, па она, без при тоа да размислиме дека всушност, нели, не е тоа туку така сега кликни копче и бркаме работа. Ама колку денеска се крева таа, да речеме, баз празен, шуплив, полупразен околу сите тие термини, околу data science, околу artificial intelligence и така. Значи, колку има реално нешто што се прави, колку луѓето го лепат кога ние сме програмери, па сега ќе залепиме и ова, затоа што сега тоа е актуелно, па ќе се шлепаме ние на тој бранд да фатиме повеќе работа. Зависи каде. Пример на запад, во Америка, во Јапан и така натака, AI веќе не поминува у продажба. Значи, тоа е веќе излитана фора, поминуваш од 2017-та, се што беше AI беше скупо и добро и сега веќе, затоа што таму е дел од животот. Значи, таму не е веќе тоа толку science fiction. Тука се уште поминува. Значи, зашто? Затоа што нормално е дека свеста на компаниите и свеста на луѓето е неколку години поназад, што е многу окей. Така да, мислам дека тоа со текот на времето ќе стане дел од... Нема да може да има продукт без AI. Значи, тоа ќе биде како, не знам, страните на времето. Страните на времето се куцаа у HTML и CSS. Сега имаш готови... Сам страна, кој ќе помислам на страна, ја не помислувам на куцање Так. од нула, него помислувам на одреден нешто кое што веќе направено и ја го работам. Исто ќе биде и ова. Значи, само е стварна перцепција. Дека е buzzword, е buzzword. Дека се работи на истиот, се работи. Значи, дека има... Не се што викаат дека има AI, у него има AI, да се разбереме, али јас искрено се надевам дека во повеќето решенија кои што се пласираат на пазаров како AI решенија, дека има... Така ми е полесно. Мислам... Добро. Ја имам, нели сега на прагот сме на премина од една во друга година и почнуваат оние трендови, анализи, што ќе биде понатаму и така натаму. Моето, да речеме, чувство изначитано од претходно вели дека no code ќе биде као нешто што ептен ќе почне да се фура и почне да се расфрла на секаде, као no code society и така натаму. Уште едно прашање за крај, иако мислам дека низ целиот овој муабет, особено на почетокот, го одговоривме. Меѓутоа, ајде да заокружиме темава, затоа што овој циклус ни е фокусиран на дигитална трансформација, податоците и обработка на податоците ни се, да речеме, составен дел од таа дигитална трансформација. И нормално, секој си тегне на својата страна, па сега сакам да видам дали вие си тегнете, односно ти си тегнеш на твоја страна. Според тебе, која е улогата на податоците во целокупната дигитална трансформација на една компанија? Значи, ајде да ја ставиме на најважна, прва, втора, еднакво важна. Значи, како вие гледате на моментот на ако сака една компанија да се трансформира у позиција на точка 1, 2, 3, 5, каде се податоците? 5 е најбитно или помалку битно? Ајде ти дефинирај. Ми се допаѓа. Ја работам со бројката за мајната вечер, мислам. Во принцип, според мене, ако не е втора, прва на местото, затоа што е многу круцијална. Не само од аспект, како што ти кажав на почетокот, значи не само од аспект на тоа дали некоја компанија работи со податоци, него дали некоја компанија донесува одлука врз база на податоци. Ако донесува, според мене, она е веќе мислам, на долгата стаза на дигитализација, затоа што не може една компанија да е дигитализирана, а да донесува одлуки зашто директорот рекол така. Значи, тоа не е дигитализирање на компанија. Значи, ако пред 10 години дигитализација значеше компаниите да имаат сервер и да имаат компјутер и да има интернет у фирмата. Во моментов, мислам дека компанија која што нема успешен репортинг, која што нема real time репортинг, зашто ние имаме многу компании што имаат репортинг, ама репортингот касни или репортингот е у Excel.
а не е репортинг. Значи тоа е Excel бил некогаш тул за аналитика и така натаму. Во моментов има и такако и фенси и секси дашборди кои што и менеджмент и било кој дел од одна компанија донесува одлука врз база на тоа што сака да го гледа. И нема манипулација со податоци, затоа што Excel од една време кој ќе го преместиш од едниот Excel од другиот Excel, само ти знаеш што се дешава. Прво има губиток на податоци и така натаму. За мене дигитализација значи флоу на една компанија, како се обработуваат податоците, значи да има governance и флоу на податоци од моментот на собирање до моментот на донесување на одлука, и истиот таа компанија да биде способна кога ќе донесе одредената компанија одлука, тие податоци да се вратат назад. Затоа што многу е важно и во една компанија да имаме и начин на рефлектирање. Значи, ова ми беа податоците. Ја донесов ваква одлука, поради таа одлука така нешто ми се случи, дај да видам, сум донел права одлука, не сум донел права одлука, за да има одреден тип на учење во самата компанија. Тоа е за мене дигитализација. Во принцип, се друго е важно, али the end goal е како беше, data driven decision making. Да, односно да го избегнеме оној моментот на HIPPO, не знам дали си го чула тоа, highest people in company opinion, нешто ти добро, рековме. јасно. Не знам точно акронимот како беше да разделено, ама демека мојотов е да се избегне highest position person opinion, нешто така. Да се избегне тој момент, паш ако имаш ти одлука на база на податоци, избегнуваш да човекот што има највисока позиција во компанијата каже ја мислам. Тоа кај нас баба ми го вика, битно е на директорот да му текне. Тоа си, така, јасно ми е. Добре, јас кога ја започнав оваа серија во првата епизода зборував за дигитална трансформација и муабетот ми започна дека дигитална трансформација сега е кафански муабет. Стигнавме до фаза во која што нели многу уе и кај што треба и кај што не треба, купиле компјутер за на работа или сервер ставиле, не да е боже, и они се дигитално трансформирани. Така да, Марина, ти благодарам за муабетот и за гостувањето. Мене ми беше навистина задоволство. Ние продолжуваме понатаму унаточ празнициве да се бориме со хаосот и гужвите и храната и се. Да, тоа се зимски олимписки игри, мислам, не знам, веќе се длабоко почнати, еве ги идат овие главните тука околу Свети Никола и слично. Така да, се благодарам за учеството, се надевам дека во некоја следна прилика повторно ќе разговараме за некои, да речеме, можеби понапредни теми во смисол на веќе имплементирани резултати. Се заблагодарам на партнерот на оваа сезона на Comcast, A1 Telecom, кој што според менењата на ќе има најдобрата мрежа на територија на Република Македонија, и нормално се заблагодарам на сите колеги, пријатели, познаници кои што неуморно се обидуваат во 5 за 12 да излезат во пресред и да биде ова реализирано како што е реализирано. Ако до сега не сте стиснали, стиснете лайк, subscribe, listen, follow или кој да друго копче го гледате на плеерот околу вас, затоа што Comcast може да го слушате на Spotify, на Deezer, на Apple Podcast, на iTunes, односно тоа е Apple Podcast, на Google Podcast и таму на уште некои други платформи. Може да го гледате на YouTube или може да се зачлените, односно претплатите на newsletterот на komunikacije.net, кој што покрај нашиот Comcast ќе ви го испорача во вашето инбокс, сандаче и нашиот преглед во петок. Толку со сервисни информации, ти благодарам уште еднаш. Ти благодарам многу. На некоја следна прилика. Фала ти.